Источно-пруската операција, битката кај Галиција, големото повлекување со Солунскиот фронт. Ова се само дел од настаните кои преку фотографии и записи се представени во рамки на изложбата насловена Светскиот пожар, а по повод 100 годишнината од Првата светска војна. Изложбата, за која меѓу велешани имаше голем интерес, е во организација на амбасадата на Руската Федерација во Македонија, Институтот за култура при Меѓународниот славјански универзитет и Сдруженијето за македонско-руско пријателство. Ова изложба е интересна по тоа што ја организираат диаспората на русите во Македонија, помогната е од сите амбасади, практично од атантата и од тројниот договор кои што се учесници во Првата светска војна. Над 10 милиони жртви и над 50 милиони повредени е епилогот од Првата светска војна. Изложбата ја прогласи за отворена Алексеј Кривошеев, аташе за култура во амбасадата на Русија, кој истакна дека споменувањето на жртвите од војната представува наша должност и обврска без разлика на нивната национална и верска припадност. Благодарение на амбасадите на земјите учеснички во Првата светска војна се обезбедени сите материјали за подготовка на изложбата. Ова изложба е собрана од руските сонародници кои живеат, односно друштвата на руските сонародници кои живеат во Република Македонија, особено координаторот Елена Силјановска од друштвото Чајка. Инаку овде сите овие материјали кои ги гледате се отстапени или се добиени со помош на повеќе амбасади, вклучувајќи руската, меѓутоа исто така од англиската, американската, британската, односно англиската, италијанската, значи бугарската и унгарската и така натаму. Ова е второ представување на делата од изложбата Светскиот пожар после представувањето во Скопје, а предвидено е истата да пропатува во речиси сите поголеми градови во земјава.